Состојбата со медиумите во Македонија изминативе десетина години бележеше константно влошување, што се отсликуваше низ пристрасното, необјективно, често и демонизирачко известување на одредени медиуми за опозицијата и фаворизирање на претходната власт. Некои од тие медиуми имаа голем удел во гледаноста, а со тоа и значително влијание врз формирањето на јавното мислење, па од тука и врз изборните резултати. Еден од суштинските предизвици во медиумската сфера е како во иднина да се спречи евентуално повторување на праксата на доделување ексклузивна и привилегирана позиција на одредени политички елити, како и пропагандистичко представување на одредени политички партии и идеолошки мислења преку медиумите. Заради тоа потребно е да се разбере концептот на политичкиот плурализам. Овој навидум апстрактен поим се однесува на тоа сите социјални групи во општеството со нивните различни политички и идеолошки гледишта и интереси да можат да и се обратат на јавноста и да стигнат до публиката преку медиумите. Од друга страна, политичкиот плурализам покажува дали и колку медиумите го пренесуваат и презентираат широкиот спектар политички и идеолошки гледишта, мислења и интереси. Тој проблем се состои во тоа што медиумите не известува избалансирано или не ги представуваат сите различни политички гледишта што постојат во општеството. Тоа особено е видливо во периоди на изборни кампањи, кога политичките партии се борат за позиции да дојдат во собранието или во советите на локалните општини, ама исто така е видливо и во периоди надвор од избори. Тоа во медиумската политика се нарекува политички плурализам. Значи дека медиумите треба да го изразуваат диверзитетот или плуралистичките, разновидните гледишта во општеството. Во однос на поттикнување на политичкиот плурализам во медиумските содржини за време на изборни кампањи во Македонија се спроведува изборниот законник кој што содржи серија одредби кои го опфаќаат медиумското представување и однесување на медиумите. Но проблемот се комплицира особено во периоди надвор од избори. Регулативата содржи етички и професионални начела за поттикнување политички плурализам што важат и за комерцијалните телевизии и за јавниот сервис. Меѓутоа, како што се покажа изминативе десетина години, голем дел од медиумите не ги почитуваат бидејќи не постојат некакви механизми што би ги одвратиле од нивно прекршување. Но факт е дека она што недостасува во Република Македонија, тоа е механизам како да се одвратат медиумите да сторат прекршување на овие начала, како што е тоа случајот во Хрватска и во Велика Британија. Таму регулаторите имаат моќ да дадат опомена, па се до кратење, суспендирање или одземање на лиценцата за работа на медиумите, но и прекршачни, односно парични казни. Се тоа не тера на размислување дека потребно е да се зајакне позицијата, независноста на регулаторот, односно да се зацврсти позицијата на само регулаторното тело во Република Македонија. Како да се осигура политичкиот плурализам во содржините кај комерцијалните медиуми во текот на нивното севкупно работење, а не само за време на изборни периоди, кога се под засилен мониторинг и подложни на санкционирање, е прашање кое подолго време се дебатира во медиумската заедница во Македонија. Етичките стандарди, така како што се поставени во законот, не смеат да бидат предмет на наблюдување, мониторинг и санкционирање од страна на регулаторното тело. Бидејќи на некој начин тоа е навлегување во уредувачката слобода, во слободата на новинарството. Тоа насекаде во Европа е предмет на етичките кодекси и си го регулираат самите новинарите. Сега, како ние да го решиме прашањето во нашиот закон, како за време на кампања, така и надвор од кампањи, да медиумите да почитуваат обврската, да емитуваат барем минимум време за различни политички гледишта. Со некаква анализа подлабока ние треба да видиме и да ги искористиме искуствата на другите европски земји, позитивните искуства и да предложиме неколку дополнителни членови со кои ќе ги обврземе медиумите, барем временски, квантитативно да одвојуваат редовно време за политичките партии, но не и да, како што има некои гледишта, да воведеме санкции за тој член кој што се однесува на етичките стандарди. Факт е дека кај нас моментално постои општествена потреба
да се стори нешто, нели, како би рекол, по прашањето на тоа како медиумите и новинарите се однесуваат кон известувањето за дневни настани, за политика, за општествениот живот генерално. Во таа смисла, во тој дел што однесувањето на медиумите што се однесува на новинарски стандарди, етички, било да се етички или професионални, значи стандарди што произлегле од професијата, тоа е подобро да остане во саморегулација. Меѓутоа, постои еден дел на одговорности што не лежат кај индивидуалните новинари, туку се дел од редакцијско работење, дел од поширокото работење како медиуми, и таму има простор, не би било без преседан, и таму каде што е употребено генерално е успешно. Зборувам сега за Скандинавија, зборувам за Велика Британија, каде што Овком има многу широки овластувања по прашањето. Практично Овком е задолжен од британскиот закон тој да ги уреди правилата што ќе се однесуваат на медиумското известување, на новинарското известување. Тој одредува дали е прекршено, со тоа што сепак Овком има за тоа воспоставено посебно тело внатре кој се нарекува одбор за содржини, content board, нели, на англиски, и во кое што се представени и групациите, односно интересите што се регулираат. Воведувањето на строги правила и казни според Зоран Трајчевски, директорот на Агенцијата за медиуми, би значило пораз за демократската зрелост на земјава. Кога агенцијата извештаите согласно изборниот закон ги објавува на секој 10 дена за време на изборната кампања, дури неизрекувањето на казна, туку само изрекување на опомена предизвика сериозни реакции кај медиумите, оние кои што беа опоменати, и предизвика ситуација во која што делот медиумите не гледа кон агенцијата како на субјект што сака да ги девалвира или да ги казни, туку со гледа дека навистина не ги почитуваат професионалните стандарди, не известуваат објективно и има корекции во начинот на нивното известување. Тие кои што во тој момент немаа намера да го почитуваат законот и понатаму продолжија да го кршат законот. Меѓутоа, мислам дека многу повеќе одигра улога јавното објавување на медиумите и посочување со прст на медиумите кои дека не ги почитуваат професионалните новинарски стандарди, не известуваат објективно, отколку изрекувањето на самите казни, бидејќи, како што беше истакнати нова конференција и повеќе пати наназад, казните во Македонија се еднакви за сите медиуми, без оглед дали емитуваат програма на локално, регионално и национално ниво, така да казните за националните медиуми во одредени ситуации представуваат и пресметан трошок, односно пресметан ризик кој што тие го преземаат, се со цел да постигнат одредена политичка цел. Поради овај се наметнува дилемата колкав е демократскиот капацитет на нашето општество и дали ќе може успешно да ги преслика европските примери на саморегулација. Советот за етика во медиумите на Македонија како саморегулаторно тело имаше полни раце работа за време на политичката криза. Представките се однесуваат на неточно, невистинито или еднострано известување на политичка дискриминација или политичка небалансираност, како и на неосновано навредување или обвинување политичари или новинари. На почетокот, кога се формираше Советот, представките најмногу доаѓа од политичари и од новинари. Многу, како ви кажа, веќе структурата се менува на поднесителите на представките, така што ние сме задоволни, бидејќи тоа зборува и за зголемена видливост на Советот. Околу изборите направивме еден документ, повелба, кој што го подпиша 96 месечини медиуми, кои што се обврзаа дека ќе ги почитуваат изборниот закон, изборните правила и ќе бидат професионални и етички. Ние очекувавме дека ќе продолжи тоа и понатаму, така да се однесува, но за жал уште истиот ден некој го прекрши тоа што го подпиша. Тие работа уредена со закон, додека само регулацијата ние сме едно граѓанско здружение кое што се грижи пред се за етиката и за професионалноста на медиумите, а регулацијата опфаќа и повеќе аспекти од, бидејќи имаме и различни видови на медиуми, така што треба тие работи посебно да се дојат, но не значи дека тие во еден момент може да бидат и комплементарни. И тоаш веќе ќе можеме да зборуваме и за корегулација, ова што беше денес кажано. Меѓутоа, за да има корегулација, треба Македонија да на многу повисок степен да биде демократско општество.
Гледано во европски рамки, дури и Велика Британија како една од најразвиените демократии потврди презастапеноста на различни или спротивставени политички субјекти во програмата на државниот радиодифузер BBC. Поради ова, британскиот парламент изгласа законско решение со кое регулацијата на јавниот сервис од BBC Trust се префрли на Ofcom, британската канцеларија за комуникации. За резултатите од мониторингот е рано да се зборува, вели Джастин Шлосберг, предавач на Биркберг универзитетот во Лондон, но тврди дека ваква регулација е нужна, особено кога јавниот сервис ќе почне да известува пристрасно. So the more independent footing the regulator is on, the more assured we can be that those risks are mitigated. So I think that Ofcom is, by its nature, a more independently structured and organised regulator than the BBC Trust was, so therefore it is a positive development. It is sometimes assumed that there is a correlation between the degree of regulation of the media and the degree of freedom of expression enjoyed by the media. In fact, that's simply not the case. If you look at, for example, the countries that are routinely ranked as having the highest levels of press freedom in the world by the indices produced from Freedom House, from Reporters Without Borders, they are countries, particularly in Northern Europe, who have actually relatively high levels of regulation, of state regulation of the media. But what they have alongside that is two things. One, a system to ensure that regulatory authorities are formally and structurally independent, or as independent as they possibly can be from both political and commercial pressures. And two, there is a long-standing culture which obviates against the kind of political and commercial capture of regulators that you see happen in other countries. Јавниот сервис, според Шлосберг, може да му се спротивстави на политичкиот или комерцијалниот притисок доколку неговото финансирање е хибридно, односно преку пари од буџетот плюс пари од граѓаните преку дополнителна такса. На сличен став си домашните експерти сметаат дека укинувањето на радиодифузната такса е грешка. Популизмот кој го видовме уште од самиот почеток на укинување на радиодифузната такса во смисла дека ете ние се грижиме за граѓаните, па водиме социјална политика, ги ослободуваме од давачки и така натаму, тоа се приказни за мали деца. Може би некој мисли дека граѓаните се толку наивни, лично се сомневам, и лично сум во групата луѓе кои од власта очекуваат не да ги преведува граѓаните жедни преку вода, туку да ги воспитува, да им отвара хоризонти, така да целата таа приказна за грижа околу социјалната димензија не држи. Во заштитата на објективноста, непристрасноста и балансираноста во информирањето на македонската радиотелевизија клучна улога има програмскиот совет на јавниот сервис. Тој како највисоко управно тело на јавниот радиодифузер има надлежности да го следи исполнувањето на програмските обврски, начела и стандарди утврдени во законот и да го предупредува директорот доколку има нивно непочитување, како и да побара прекинување на емитувањето на програмата. Меѓутоа, Македонскиот институт за медиуми посочуваа дека се недостапни записниците од седници поради што не може прецизно да се утврди дали советот ја извршува својата законска обврска. Прашањето на политичкиот плурализам во медиумските содржини е комплексно прашање, чие поттикнување зависи од вклучување на што повеќе релевантни чинители и различни механизми. Институциите кои што имаат надлежности во оваа област треба да функционираат ангажирано, односно ажурно и ангажирано да ги спроведуваат обврските. Инаку, клучно е регулаторот, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, да продолжи да функционира активно како што тоа го правеше во последните 2 години
и во однос на сите недоследности, да реагира јавно во однос на сите недоследности поврзани со прекршувањето на професионалните стандарди во медиумските содржини. И на тој начин да влие врз подкривањето на јавната свест кај медиумите, кај граѓаните, па и кај институциите кои што имаат надлежности да реагираат. Инаку, само регулаторното тело, Советот за етика во медиумите на Македонија, кое што од своето основање има мощно ангажирано ја извршува својата улога, треба да продолжи со својата активна работа, а медиумите треба да ја зголемат и треба да ја покажат својата поддршка за неговата работа. Сепак, клучно е да се јакне свеста кај медиумите и медиумските сопственици, уредниците и новинарите, но и кај политичките елити кои треба да покажат демократски капацитет и конечно да ги остават медиумите да функционираат независно. Потребно е како општество да се издигнеме над досегашното ниво на политичка и медиумска култура и да поставиме нов систем на вредности, во кој ќе биде незамисливо екстремно фаворизирање или игнорирање на одредени или спротивставени гласови или гледишта во јавната сфера, со цел да им се обезбеди на граѓаните да ја видат целосната слика и да можат да донесат правилни одлуки.